Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Скопје е меѓу најзагадените градови во Европа, додека Скопје не се гушат ниту централната, ниту локалната власт на ДПМН не преземаат ништо за намалување на загадувањето. Напротив, дури и парите во буџетот на град Скопје за заштита на животната средина се драстично намалени. Наместо да ги зголемува, локалната власт на ДПМН и градоначалничката Арсовска ги намалуваат парите за животна средина и борба против загадувањето. Оваа година во буџетот на град Скопје за таа намена имаме драстично намалени средства. Најмалце во историјата и тие изнесуваат 25 милиони денари. И тоа е околу 10 пати помал буџет во споредба со другите години. За споредба, во 2020 година, кога СДСМ беше локална власт во град Скопје, 380 милиони денари од буџетот на град Скопје се издвојуваа за борба против загадувањето и заштита на животната средина. Сега парите се кратат, нема интервентни мерки, не се презема буквално ништо за загадениот воздух, иако локалната самоуправа има големи ингеренции. Веќе 4 години нема предвидено субвенции за комунална хигиена за набавка на нови возила, нови контейнери и нови канти за ѓубре. Хигиената во градот е катастрофална. Нема ниту дополнителни субвенции за јавното сообраќајно предпријатие за во деновите кога воздухот е енормно загаден да не се користат возилата, туку јавниот превоз. Ниту едно од ветувањата пред скопјани не се исполнети. Арсовска и Мицковски ветуваа дека Вардариште ќе го направат зелена зона, и тоа не го исполнија. Ветија по 10.000 нови дрвја во секоја општина годишно. Ветија, но не исполнија. Мицковски и Арсовска ветуваа и гасификација на сите домаќинства, целосна гасификација на сите средни училишта во град Скопје, како и сите институции и установи под надлежност на град Скопје. Ништо од ова не е реализирано. Се е голема лага. Не е реализирана ниту набавката на 250 нови еколошки автобуси, како и проектот БРТ, зелен проект, за кој средствата се веќе одобрени. Ова покажува дека скопјани се оставени сами на себе, а Мицковски и ДПМН немаат намера ништо да преземат во борба против загадениот воздух.